Не знам колку би се случило во целост годинава, а би било фино да престана да се фрлат куп пари на инфлуенсери кои се во несоодветниот ниш, односно да завршиме со приказната дека големи бројки на лајкови, на фоловерси, значат дека ќе донесат успех. Подобро стои лојални фанови отколку илјадници кои се таму од погрешна причина. А се уште се бара сите позиции кои што се поврзани со дигитален маркетинг. SEO експерти, Google Ads експерти, social media специјалисти, контент рајтери, но ако треба барем една да издвојам, која што моментално е една од поатрактивните на пазарот, дефинитивно би кажал маркетинг роад менеджер. Сметам дека најбитно од се е да ги развиваш своите аналитички способности, односно да знаеш кои податоци се доволно квалитетни за да ги собереш и понатаму тоа да ти биде основа за стратешко долгорочно размислување за брендови, заради тоа што свесни сме дека луѓето одат и на кратки трендови, а сепак мислам дека, да речеме, оние традиционални правила за долгорочна стратегија ја бара секоја компанија, а тоа без вештини, алатки и квалитетна дата не може да постигне. Да си маркетер денес значи да си пред се добар сторителер, да си добар во анализа на податоци и информации. Исто така е многу важно да научиш како функционираат социјалните мрежи и на која социјална мрежа каков контент треба да се објавува. Тешко прашање што значи да се маркетер. Значи борба за доминација на пазар, односно борба за автентичност. Па би рекол дека у денешно време е корисно да научат некоја алатка за видеомонтажа и да научат, односно да развијат вештини како паметно да ги користат тие алатките. Многу ми е тешко да одговорам на прашањето, ми е страв дека може или хит или мис да биде ефтен. А од она што моментално е актуелно, мислам дека не следи иднина каде што ќе го споиме дигиталниот и реалниот свет. Apple Vision веќе тоа некако го најавува и сега останува да видиме само колку брендовите ќе се вклучат во тоа доволно брзо и ќе можат да го најдат својот простор и во тоа поврзување на двата светови.